Ти многу сакаш чоколада. Да, тоа ми е омилено. Што да правам? Подобро е да јадеш мед. Денешната приказна е за матицата на пчелите. Така се вика најголемата и најкрупната пчела во едно семејство пчели. Матицата е како нивна голема мајка и многу е почитувана од пчелите. Но, да почнеме од почетокот на приказната. Си биле тројца браќа и еден ден тргнале на пат. Оделе и крај патот виделе еден мравјалник во кој живееле многу мравки. Првиот брат рекол: "Ајде да го раскопаме мравјалникот. Сакам да видам како мравките бегаат на сите страни", додал вториот брат. Третиот брат рекол: "Оставете ги мравките, нема да ви дозволам да им пречите." Не им било право, ама двајцата браќа послушале и продолжиле понатаму. Стигнале до едно езеро во кое пливале многу пајки. Првиот и вториот брат сакале да уловат неколку пајки и да ги испечат. Но третиот брат рекол: "Оставете ги кутрите животни, имаме друга храна." И тројцата браќа продолжиле по патот. На една ливада виделе кошница со пчели. Во кошницата имало многу мед. Првиот и вториот брат сакале да запалат оган, да ги избркаат пчелите и да го украдат медот. Но третиот брат ги спречил да го направат тоа. Еј, колку бил добар. И потоа? И потоа тројцата браќа стигнале во еден дворец. Таму виделе нешто многу чудно. Во шталите имало скаменети коњи, виделе скаменети кучиња и птици, но никаде не виделе луѓе. Браќата го прошетале целиот дворец и стигнале до една врата заклучена со 3 катанци. Дзирнале низ клучалката и виделе едно џуџе со бела брада. Чукнале на вратата, џуџето ја отворило вратата и ги поканило да влезат. Богато ги нагостило тројцата браќа и ги однело да спијат во посебни одаи. Утредента, џуџето го однело првиот брат до една камена плоча на која биле запишани 3 задачи. Оној кој ќе ги решел задачите, ќе го ослободел дворецот од магијата. Првата задача гласела: во шумата, под дрвото, покриено со мов, лежат 1000 бисери на принцесата. Кој ќе ги најде сите 1000 бисери, ќе ја победи магијата. Ако му недостасува само еден бисер, ќе се скамени. Првиот брат нашол само 100 бисери и оп, се претворил во камен. И вториот брат ја добил истата задача. Нашол 200 бисери, па се скаменил. И третиот брат ги барал бисерите, ама кога сватил дека нема да ги најде, почнал да плаче. Го слушнале мравките, оние мравки што третиот брат ги спасил. Почнале да ги бараат бисерите, барале, без збор барале вредните мравки и
ги нашле сите 1000 бисери. Го спаселе третиот брат. Така? Да. Но, џуџето му рекло на третиот брат. Ако сакаш да го спасиш дворецот од магијата, треба да ја решиш втората задача. Пронајди го клучот од собата на принцезата. А каде е скриен клучот? Преплашен, прашал третиот брат. Клучот е на дното на езерото, му одговорило џуџето. Збунет, третиот брат дошол до езерото. Ле, што ќе правам сега? Ако не го најдам клучот, ќе се претворам во камен. Тогаш се појавиле неколку пајки. Ти не им дозволи на твоите браќа да не уловат и испечат. Сега време е да ти се заблагодариме, рекле пајките во еден глас и нурнале во езерото. Веднаш го нашле клучот. Ти останува да ја решиш уште третата, најтешката задача, промрморело џуџето со бела брада. Треба да откриеш која од трите скаменети принцези е најмалата и најубавата. Проблемот бил што сите три принцези многу наликувале една на друга. Единствено се разликувале по тоа што јаделе пред да бидат скаменети. А секоја од нив јадела различни благи работи. Најстарата јадела парче шеќер, средната овошен сируп, а најмладата јадела мед. Ипак, третиот брат не знаел како да ја реши поставената задача. Леле. Тогаш долетала матицата на пчелите, она што ја спаси третиот брат. Таа ги помирисала усните на сите три принцези и открила која е најубавата, поточно открила која принцеза јадела мед. Третиот брат ги решил трите задачи и магијата била победена. Во тој момент сите скаменети луѓе и животни оживеале, а третиот брат се оженил со најмалата и најубавата принцеза и го наследил престолот. Живееле долго и среќно. Третиот брат бил добар човек и му се случиле убави работи во животот. Кој прави добрини на другите, има и среќа и пријатели.